Парата е добар слуга, но лош господар. Оваа позната арапска поговорка, реално пресликана во македонското секојдневие, покажа дека во македонските политичари многу повеќе им робуваа на парите наместо да бидат сервис, насочувач во нивно продуктивно создавање и трошење. Грандиозен буџет, екстра трошоци во една економија што беше се само несилна и моќна, денеска ја донесува државата до ниво на долг од над 50% од бруто домашниот производ. Човек не може да не се запраша дали силните ветувања на СДСМ за зголемување на платите и стандардот можат да бидат зачеток на личната среќа, дали се реално можни и остварливи. Добра вечер во 24 отворено со мене Младен Чадиковски и моите гости. Драган Тевдовски, министер за финансии. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Добро вечер. Ирена Јакимовска, Јакимова, се извинувам. Јакимовска. Јакимовска. Без В. Соба. Со В. Добро дека од Прилеп доаѓате, па јас сакав малку да погодувам дека вака. Од предпријатието Конфи Ангел, текстилна или повеќе би рекле со текстилот е примарна дејност, меѓутоа не оној обичен. Поинаква дејност, да, текстил за домаќинство. Која е исто така подпредседател на Советот за странски инвеститори. Добро вечер и за вас, добре дојдовте во студиото. Благодарам. Драги Јовановски, дел од синдикалното движење во Македонија, актуелен председател на МЕСО синдикатот, меѓуетничкиот синдикат на образованието. Добро вечер. Со нас во студиото вечерва ќе биде и Мендерес Кучи од комората на Северозападна Македонија. Меѓутоа, поради ифтар, поради вечерата и верските празници, тој малку ќе задосни и ќе ни се придружи за некои 15 минути во студиото. Тевдовски, денеска прв пат излеговте на една пресконференција така, по првичното скенирање на состојбите во буџетот. Каква е состојбата на државната каса? Значи, јас мислев дека секоја институција треба да биде отворена. Затоа денеска се направивме практично пресконференција на која само одговаравме прашања. Јас ќе гледам таа пракса да ја одржам и бев транспарентен. Значи, тоа што го видовме на првиот ден кога влеговме во Министерството за финансии, јас само ги соопштив бројките. Значи, на 31.5 состојбата на буџетската сметка изнесуваше 400 милиони денари, што е некаде 6,5 милиони евра, додека на девизната сметка имаше и се уште има 209 милиони евра од еврообврзницата, а проекцијата се дека тие средства ќе се користат за исплата на надворешни долгови на држава. Сега, треба да знаете дека ние направивме уште веднаш проекција за потребите на буџетот до крајот на годината и според проекцијата со оние очекувани приходи, пред се од даноци, но и неданочни приходи, а пред се главниот помач ДДВ-то, значи ние сметаме дека буџетот ќе може да се ги сервисира редовно своите обврски до крајот на годината. Сега и дури уште на почетокот почнавме нешто во што веруваме, а тоа е дека економијата мора да се раздвижи. Ја мислам дека денес во Македонија по промената постои еден бран на оптимизам, на позитивна енергија помеѓу младите луѓе, помеѓу фирмите, желба да се раздвижат работите. Сега уште првите 2 дена предизвикот е да се одржи оптимизмот, како што кажавме. Ја би сакал да кажам дека ние и дури преку Министерството за финансии гледавме тоа да го направиме. Во првиот ден исплативме веднаш стипендии за повеќе месеци во образованието, значи кои што не биле тие беа значи насобрани низ неколку месеци стипендии во образованието. Не, тогаш излеговте со едно соопштение 77 милиони евра исплатени. Беа стипендии во образованието, субвенции за земјоделците и платите и пензиите. Добро, не беа сите во исти ден, но практично во првава недела... Не, ме збуни затоа што има 6 милиони, а ваму 77 милиони исплативте за 3 дена. Значи имаше повеќе пари или... Не, треба да се знае дека практично буџетската сметка е она што се сервисира буџетот. Има трезорска сметка која што ја содржи буџетската и заедно со некои, например, сметки на општини, самофинансирачки активности и сега постои едно правило кое што се користи дека буџетот може да зема до 7 милиарди денари од таа сметка, практично
за граѓаните да биде појасно, да оди во минус. Пресметано е, тоа е во основа, правилото е како во некоја банка, од каде може да се влечат средствата. Сега, нашата главна идеја е, окей, ние земаме од тие, значи влегуваме во некој минус, со цел да ги плаќаме обврските, државата да ги сервисира, значи и по цена да влегуваме во некој минус тамо, бидејќи сметаме дека е добро ако земјоделците добијат субвенции, сметаме дека ако младите добијат стипендии, тоа ќе биде добро, тие ќе трошат, ќе развижуваат економијата. И сега нашата идеја исто така сметаме дека е одлично ако повратот за ДДВ кој што многу години доцнеше, ние го враќаме брзо, значи без задоснување, бидејќи во идните месеци тоа ќе ни се врати како? Фирмите ќе влезат во активност, ќе се ослободат плаќањата, ќе има поголема потрошувачка и ќе има поголеми приходи за буџетот. Оваа недела добивме повтор пат ДДВ денеска. Аха. Сега ја за тоа би сакал вистина зборува. Вистина, ево, јас сум реална и објективна, никогаш не би се произнесла повтор пат оваа недела имав неповрат на ДДВ. Од кои пари сега земавте? Од оние што Заев рече дека биле наменети за фасади и 300 милиони во трезорската сметка? Значи, не, пак ме да расчистиме работата. Од парите за фасади вие враќавте ДДВ сега? Не, ние ги користевме правилата на трезорско работење, но ако во минатото практично ако зборуваме за повратот на ДДВ, ја тоа не го знаев, значи го сватив кога влегов во Министерството за финансии, практично има бруто ДДВ, тоа е колку државата собира по основ на ДДВ. А во сите извештаи се известува нето ДДВ, тоа е бруто ДДВ минус повратот. Значи, и сега, ние секаде сме го гледале нето ДДВ-то, а во основа тој нето ДДВ изгледал дека низ годините расте, пример од 2008 до 2016, а тоа што се собира како ДДВ, бруто ДДВ, тоа било од 2008 до 2016 неговата годишна стапка на раст е 0,7%, значи горе-доле нема некој значаен раст. Зошто? Бидејќи повратот на ДДВ, значи тоа што се одзимало цело време се намалувало, изгледало дека сега ние нема да правиме таква математика, значи ние имаме чиста логика. Велиме нека оди повратот брзо, значи нема да се успорува, тоа е добро бидејќи фирмите ќе добијат ликвидност, тие ќе ги откочат плаќањата, ќе почнат да прават бизниси. Македонија, сега јас стварно мислам и го чувствувам тоа во контакти со стопанственици, со млади луѓе, било каде додам дека има некоја позитивна енергија која што може да ја раздвижи економијата. Да прашаме тука и бизнисот, тука се и синдикатите. Така и ја замисливме вечерашната дебата. Практично бизнисот и синдикатите, тие две компоненти на економијата спроти власта или партнери со власта, дали е тоа можно. Јакимовска, при секоја промена на власта, бизнисмените очекуваат забрзување на процесите, но реално ли е тоа да се очекува сега при речиси издишана економија? Видовме и БДП растот на БДП во последното тримесечие, односно првото тромесечие, изнесува 0,0%. Морам да предупредам дека јас ќе зборувам во името на Конфиангел и во мое име. Многу ретко ќе се обраќам во името како представник на Советот на странски инвестиции. Добро, тоа кога ќе зборуваме за странските инвестиции. При секоја промена на власта, тоа е нормален процес. Она што е најклучно во нашата компанија е дека ние како компанија мора да соработуваме со институциите на власта. Неопходна ни е. Се со цел од причини што покажуваме на власта дека сме партнери и обострана интересот, се со цел за да може да го реализираме она за што постоиме. Додатната вредност на производот, истиот да го извезиме, наплатиме и да го реализираме таму каде што треба. Што се однесува до Конфиангел, со оглед на тоа што 100% извозна компанија и стварно не зависи, освен во однос на повратот на ДДВ, за кој што морам да признам дека пред извесен временски период на почеток на оваа година станавме големи обврзници и веќе долго време немаме проблем со повратот на ДДВ-то. Значи, не сакам да бидам критично настроена и да кажувам нешто што не било претходно. Ние немаме никакви други релации со власта, освен дозволите за одредени потреби во извозниот процес. Значи, кај нас нема некои големи промената на власта, но она што е клучно кај нас како компанија, како визија е дека ние не функционираме сами по себе. За нас, за да може цел цркл
cel kruг да функционира нормално и одлично, треба подеднакво да бидат стрейхни и сите 400 добавувачи, и купците, и ние во тој круг, и секако клучно вработените на Конфи. Има 1000 вработени вашата 1000 вработени во овој момент, што да. значи репрезентативноста на вашето гостување овде е секако значајна. Оправдано, точно мислам, кога вие ме повикавте во емисијата, беш бев пријатно изненадена со оглед на тоа што со нашиот финансов менаџер, кој што исто е жена и е плавоша, ја викаме Билјана Плавата, вчера баш правевме анализа да ја реализираме нашата визија како компанија, малце сме и пред време пред вас, да го зголемиме животниот стандард. Имено клучно што е за нас како компанија е основниот капитал, а нашиот најголем капитал во компанијата што го поседуваме е човековите вредности, човекот. Добро, ќе разговараме и за тоа. Јовановски, вие доаѓате од меѓуетничкиот синдикат на образованието, како што кажав, но добро ви е позната општата состојба на македонскиот работник. Долго време сте во синдикатот, да не речам целиот ваш работен век. Се добиваше впечаток досега дека синдикатот беше во еден вазалски однос кон власта. Мислите ли дека сега тоа ќе се менува? Ќе успеете ли вие да се изборите за она што се вели работнички права? И во однос на бизнисот, и во однос на она што е јавна администрација, практично, која што има директен работодавач име државата. Благодарам прво за поканата. Значи, јас го представувам Сојузот на синдикати на Македонија и нашиот председател Дарко Димовски. Кој уште не е впишан во централниот регистар, чисто да забележи. Да, кој треба да е впишан веќе од 14.11.2016 година. Друга тема е тоа, да одиме на ова што е прашав. Но поради тој вазалски однос што го спомнавте, значи скоро сите служби во Република Македонија беа вазали на владата. Ние фактички во Република Македонија имаме владина демократија, а немаше парламентарна демократија. Према тоа, ако не се промени овој однос, владата не може да е све знајна и во дебар да знае што треба да се копа и да се сади борчиња, и во струга и во струмица. Значи мора да се напушти тој принцип. Новата влада, ако сака да управува со државата, треба да си работи своите работни задачи. Да ви кажам, министерот даде некој одговор за буџетот, меѓутоа јас не го разбрав. Не знам дали од публика кој го разбра. Има ли пари или нема пари? Остави ли претходната власт пари или не остави? Ние во Сојузот на синдикатите знаеме дека нема пари. Дека бунар е буџетот на Република Македонија, дека е 2 километра под земја. И дека многу тешко ќе одат сервисирање на одредени работи. Наши проценки се тоа. Затоа што математиката која ние што не ја воделе како Сојуз на синдикати додека представување на оваа власт, односно представување на претходната власт, беше коректна и ние ги критикуваме сите лоши политики. Од политика на вработување, претходната власт кажуваат од 450.000 е стимнала невработеноста на 230.000. Па кај се вработија 250.000? Кај се вработија? Мислите дека тоа беше административно или... Апсолутно. Значи, се дава лажни податоци во јавност. И сега ќе имаме проблеми со тие лажни податоци. Министре, вие најавувате отчетност сега, нема да ги криете долговите, нема да ги криете сите оние негативни работи што можат да произлегуваат и од работењето ваше и од состојбата во државата. Па јас и порано сум го зборувал тоа и еви сега ќе го повторам. Кога зборуваме како треба да функционираат институциите, мислам дека за Македонија првиот чекор кон нормални институции е транспарентност, значи да бидат целосно отворени. Јас сега ќе ви кажам за Министерството за финансии, тамо неколку години се постојало работеле некој документ кој што треба да ја отвори транспарентноста. Ние уште во првите неколку дена повторно тргнавме да се направи тоа со цел граѓаните да имаат увид на тоа како се трошат нивните пари. Мислам дека тоа е клучниот момент. Значи имаме многу различни работи. Едно е кај податоците. Ние се уште, значи, кредибилноста на податоците на некои институции, значи е во знак на прашање. Се дека тие не ги отворат целосно своите бази, своите
например, ние немаме, зборуваме за плати, немаме информација ден денес во Македонија кој е распоредот на доходот на граѓаните, значи колку земаат одреден доход, колку проценти земаат поголем, немаме кредибилни податоци за Тоа тоа. е клучно за вашите политики кои што мислите да ги спроведувате во наредниот период. Инаку треба да одговорам. Значи за буџетот беше тоа што го постави како Јованов. Ја кажав сумата, може секој да толкува, но треба да кажам дека мислам тоа треба да го свати јавноста. Значи каква ќе биде состојбата во иднина зависи прво од тоа дали сега ќе можеме да направиме енергија во која фирмите повторно ќе почнат да инвестираат, во која што ќе обезбедиме, например, платите да почнат да растат, бидејќи мнозинството на луѓе нема капитал, туку живеат од своите плати, значи да имаат поголема потрошувачка и ќе зависи од тоа какви одлуки ние ќе донесеме во иднина, бидејќи јас се согласувам дека ние сме во состојба на сериозно задолжување од минатите години. Например, јас неам толку, значи, еве и млади луѓе има тука, треба да знаат дека 2018-2019 година од аспект на колку не задолжија до сега, можеби не се толку страшни, но ќе бидат страшни 2020 и 2021 година кога доспеваа третата и четвртата еврообврзница, каде што само од главници Македонија треба да врати 770 милиони евра. Тоа е скоро колку 2 годишни плати на јавната администрација. Затоа нашите размислувања ние еве и прва оваа недела се што правевме, значи еден главните фокуси ни беше како да размислуваме, значи не да размислуваме само до некои избори, пример во октомври, туку да размислуваме од сега како да почнеме полека и 2020 и 2021 да решаваме. Значи во Македонија мора политиките да почнат да гледаат подалеку, бидејќи само така ќе можеме да дојдеме до некои решение. Добро, ви благодарам за сега, бидејќи го постави Јовановски прашањето за буџетот. Ние спремивме еден прилог што се однесува на тоа во каква состојба е буџетот. Ја молам режијата да го пуштиме прилогот на Сонја Јанковска, па се враќаме во студиото, бидејќи ќе имаме едно исто така прашање за Тевдовски, дали знае колкави се обврските на државата кон фирмите, што многу ќе значи за тоа каква е состојбата во државата. Каква буџетска каса наследи новата влада? Што остави предходната владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН? Во јавноста и СРСМ и ВМРО ДПМН излегоа со различни суми. Колку пари има во државната каса? Екс-премиерот, а сега лидер на опозицијската ВМРО ДПМН Никола Груевски тврди дека буџетот го оставиле во добра кондиција со околу 180 милиони евра. Во 2006 затекнавме едва 1 милион евра на сметката на буџетот и веќе по неколку дена активирани извршни судски решенија, таложени долг период во износ од 30 милиони евра. Така што, уште во првата недела се соочивме со наследството наречено блокирана сметка на буџетот. На почетокот на оваа недела, буџетот имаше 180 милиони евра, од кои во меѓувреме се исплатија околу 50 милиони евра за субвенции за земјоделците. Во првите 7 дена откако новиот тим влезе во финансии, утврдиле дека на буџетската сметка има 6,5 милиони евра и 209 милиони евра на девизната сметка, пари од последната еврообврзница. Исплатата што ја извршиле на почетокот на мандатот за земјоделски субвенции, студентски стипендии и пензии била извршена од другите извори, односно повлечени се парите кои законски централната власт ги повлекува од општините. Дел од економистите велат дека сегашната состојба на буџетската каса е очекувана и порачуваат што поскоро јавно да се обелодени износот на доспеаните обврски и нивото на јавниот долг. Посочуваат дека ребалансот е клучен за новата влада да може да ги реализира најавените политики. Да се направи обмислен ребаланс на буџетот без оглед на состојбата во која што тој сега се наоѓа, затоа што сметам дека дури и на новата влада таа состојба не е во целост позната, тие треба во овој период да направат детално скенирање, да проценат од каде ќе кратат и како ќе алоцираат средства за мерките кои што сакаат да ги спроведат. Мислам дека главно ќе се базира на преструктурирање, затоа што реков немаме некои позначајни проблеми во делот на прибирањето на буџетските
приходи, така што реструктурирањето треба да рефлектира две работи. Прво да се намалат на вистина тие непродуктивни трошења, меѓутоа претходно и на некој појасен начин да каже владата што смета за непродуктивно трошење, затоа што во минатото аргументиравме дека има непродуктивни трошења, меѓутоа за тогашната влада тие во нивната перцепција не беа непродуктивни трошења, така што сега ќе биде убаво тоа да се дефинира на почеток, тие трошења да се скратат, што секако ќе ослободи средства за тоа рекомпонирање на буџетот, за да тоа ја одрази владината програма. Во моментов новиот тим во финансии врши анализи за кондицијата на буџетот, колку точно изнесува јавниот долг, но и колку тежи долгот на државата кон стопанството. Паралелно се анализира како да се спроведе ребалансот на буџетот и во која насока да бидат задолжувањата, на домашен или на странски пазар. Според поратоците од Министерството за финансии, вкупниот јавен долг на крајот на 2006 година изнесувал 33,2% од бруто домашниот производ, а сега 46% од БДП, или во апсолутни бројки. Во годината кога СРСМ ја предала власта на ВМРО ДПМН, оставила јавен долг од 1,7 милиарди евра. Сега новата влада, предводена од СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, наследи јавен долг од 4,7 милиарди евра и еден од најгломазните буџети од 3,3 милиарди евра. Тевдовски Заев рече дека првичните бројки велат дека станува збор за бројка од околу милиарда евра долг на државата кон стопанството во интервјуто на МТВ. Можеме ли да ја потврдиме оваа бројка, бидејќи е фрапантна? Па мислам дека таа бројка доаѓа од приватниот сектор. Тие многу време зборуваа за ариерс во економијата, за оврски преземени, а неплатени на државата во износ од 1 милиарда евра. Ние сега се обидуваме преку институциите, како веднаш од кога влеговме, Министерството за финансии направи едни табели кои што секој буџетски корисник треба да ги пополни со цел да се утврди таа бројка. И некој јас ќе бидам фер и со јавноста ќе споделам нешто кое што долги години не било споделувано. Прво кога влегов побарав да видам колку е нивната проценка и например за буџетските корисници од прва линија има податок дека долгот е некаде 70 милиони евра, но тоа тамо не е вклучено. Например, не се вклучени општини, не е вклучени јавни предпријатија, не се вклучени училиштата низ Македонија, јавни здравствени установи, секаде тамо може да има проблеми и дури многу луѓе сметаат дека тоа не само што не се објавува, туку и тие бројки не се добри. Заради тоа, ние многу агресивно почнавме, јас сум и многу благодарен, на вработените, луѓето кои што работат, например, во секторот буџет, во Министерството за финансии, кои со голем елан, кои почнаа да прават практично го започнаа да прават утврдување на тоа што се нарекува превземени а неплатени обврски, но треба да знаете дека клучно за веродостојноста на податоците е како сите овие буџетски корисници со која точност ќе ги пополнат. Но јас очекувам дека ќе имаме точна бројка и Македонија мора да има точна бројка, посебно после еден прилично голем период, 11 години на раскалашено трошење. Добро. Ја би сакала да ви одговорам на делот на бунарот. Бунарот е тука, да го вратиме времето назад. Мене не треба да ми одговорите, на работничкава класа треба да ми одговорите. Бунарот е тука и ние не можеме да го вратиме минатото. Од тие причини моето лично мислење и пораката нормално до лидерите на нашата власт е дека главниот фокус треба да биде економијата и стопанството. И дека ние сме тие кои што единствено можеме да го потполниме бунарот и да си направиме посветла иднина. Во нас е одговорот, со тоа што и лично секоја иницијатива која што произлегува од човекот и предузимаштвото е она која што иднината на Македонија. Дали првиот чекор треба да биде во ребалансот на буџетот? Бидејќи буџетот е извориштето на се она што се случува во економијата. Ако таму имаме непродуктивни трошоци, тогаш тоа се пресликува во економијата. Јас мислам дека треба да се воспостави реална слика помеѓу приходот и расходот. Потоа да следи ребалансот, целосна анализа. Што е нашето стопанство? Што ствара нашето стопанство, која е визијата на нашето стопанство, која сте вие предузимач
Вие мора да знаете што би правиле по 5, а секако дека одредени компании со одредени капитали по 10 години. Која реално ќе се види представата каде ние ќе стоиме и која ќе видиме која ќе биде приходот на додатната вредност на вреднувањето на работната сила, се со цел да се вратат истите пари во општеството, тоаш би можело да се направи некој ребаланс реален за иднината на Македонија. Можеме ли ребалансот на кратко? Значи, иако еве ќе кажам дека ребалансот е почет, значи прво нешто што направивме ребалансот, исто така јас сум уште еднаш значи сум многу охрабрен бидејќи луѓето во Министерството за финансии, значи и дури пред да дадеме ние да кажеме дека треба и они со елан доаѓа и веле ајде ќе да правиме ребаланс. Но сакам да кажам нешто друго. Што ќе скратите? Не, сакам да кажам нешто. Што ќе скратите? Сакам да кажам прво нешто во рамки на ова. Бидејќи сега треба да знаете дека во Македонија, ако сакаме подобро општество, треба да изборуваме и што значи тоа. Што значи подобро општество? Значи, не е само ребалансот. Ние треба да го смениме менталитетот. Значи, дали сакаме општество да имаме многу малку Ве разбирам, многу почнуваме да збориме, добро. Значи како за некое идеално општество. Да бидеме поконкретни. Не е за идеално. Како ние ќе кратиме нешто, прва мерка треба да биде укинување на радиодифузна такса, тоа значи нови 16 милиони евра од буџетот треба да одат за МРТВ. Како ќе го направите ребалансот за да ја намалите расходната страна? Тоа е прашањето главно. Апсолутно, видите, значи ние ребалансот во моментов буџетските аналитичари се обидуваат да утврдат неефикасни трошења кај сите буџетски корисници. Значи практично инструкцијата е неефикасноста да се острани. Тоа е прво нешто. Второ, тоа ќе обезбеди простор за да се внесат некои мерки како што е за радиодифузната такса, како што е минималната плата, значи нешто што ќе донесе добро во економијата. Но уште еднаш ја би сакал да ве вратам дека на суштината. Ние во Македонија таа забораваме. Не смееме да гледаме толку технички. Например, од моите престои, во едно многу поправедно општество во Данска, сфатив дека суштината не е само и ова кај ќе земете, кај ќе дадете. Туку суштината е ние како размислуваме во општеството. Дали, например, луѓето кои што водат фирми, кои што се собственици на фирми, тие мислат дека, например, треба да прават само профит или треба да плаќаат даноци за да обезбедат здравство, образование, инфраструктура. Значи, мора да гледаме дали сакаме да градиме некое општо добро или не. Исто ме прашувате како ќе обезбедите. Значи, ние можеме да обезбедиме, да почнеме да обезбедуваме и со поправедни даноци. Значи, ако имаме проблем и ако во општеството мислиме дека треба да има поправедни даноци, треба да почнеме да го воведуваме. Тоа ќе отвори прашање за институциите. Секој што ќе ги да не одиме, да не тоа е апсолутно поврзано со ребалансот. Тоа секако ќе го меѓутоа да го вклучиме малку Јовановски, бидејќи веќе можеме да идеме во темата на зголемувањето на платата, што верувам ги задира многу и работодавачите и работниците. Јас само нешто би дополнила. Ајде. Доколку продолжите да во јавниот сектор да исплаќате толкави плати на толку многу вработени, многу е тешко да имате пропорција. Значи, тоа е едно прво нешто на кое што вие мора да се фокусирате. Моја препорака до вас дека и до публиката овдека, пошто претежно сте млади, некаде во светот, доколку одлучите дека сакате да работите во јавна институција, тоа значи дека не сте доволно добар за себе. Онај кој што смета дека стварно е доволно добар, има иницијатива и енергија или превзема иницијатива да формира собствена компанија или своето знаење и стреќата, енергијата, иницијативата ја дава некаде каде што веќе е нештото основано. Преди се Ја не се согласувам со ова. Знаете зашто? Бидејќи еве сега од ова што го гледам, на пример, во Министерството за финансии има стварно квалитетни луѓе, експерти во своите области. Ја мислам дека тие луѓе дури не се платени доволно добро за тоа што го работат. Значи зборуваме за каква одговорност носат, колку ги гледам и колку време остануваат на работа. Прво нешто што се соочив е тоа што во клучните сектори број 180.000 луѓе, вие гледате од 10 луѓе. Не, остајте ме, значи клучните сектори кои што зборувате за долгови, за тие што го кројат буџетот, тие немаат доволно луѓе. Значи таму треба повеќе луѓе. Проблемот е што имаме во администрацијата делови каде што неефикасно се вработени луѓе. А на пример, таму каде што највеќе треба
нема доволно луѓе. Или денеска имавме состанок, зборуваме како да ги подобруваме информатичките системи и тие велат и дури по сите препораки ММФ, Светска банка им велат IT, ви треба IT луѓе, некој што знае IT. Викаат како да донесеме IT кога се знае дека некој почетник во IT секторот денес зема преку 1000 евра плата во Македонија. Викаат како ќе дојде во администрација, а нас ни треба такви. Значи сакаме да правиме подобар, значи транспарентно, сакаме да правиме системи, да ги отвараме институциите со податоци. Така да, прашањето на плати не би требало така да го гледаме. Значи треба да направиме реорганизација и во администрацијата тие ефикасно да бидат употребени. Јас на запад сум гледал, значи каде што еве болници пример, тамо нема приватни болници, каде што имате одлични доктори, земаат плати, задоволни се и тоа не е ништо лошо. Сите одат срекни работа. Сите кои што одат тамо се срекни. Јакимовска, колку плата давате во вашата фирма? Prosječna plata je okolo 16 do 17.000 dinari. Во текстилна. Со се пију придониците, така? Ne. Brutото си е друго. Нето плата. Нето плата зборуваме. Брутото. Но не е таква состојбата во сите текстилни фабрики, веројатно и вие знаете. Така ќе разговарам само во името на Конфи Ангел и во моето лично име и доколку имам препорака до нашите партнери, јавните институции. Добро, Јовановски, каква е состојбата еве во останатите текстилни фабрики? Што да ви кажам, состојбата во Република Македонија за работничката класа е катастрофална. Значи, не се зема плата, значи ова не е плата. Плата од 12.000 не е плата. Затоа што сите знаат дека работникот треба да јаде. Минималната е подниска е минималната. Пред 10 години во текстилот е катастрофа 8.000. И кој ќе одземете 6.000 храна и превоз, тие работници тамо или работнички работат за 2.000. Мизерна плата. Ако е викаме плата. Тоа е, знаете, како парична помош некак. Ко државава што дава, зашто ја знам четворочно семејство 2.000. Што ќе направи со 2.000? Општата состојба е во Република Македонија многу лоша. Ја го слушнав прилог. Бившиот премиер уште има сурат да кажува што остал, како остал. Па се гледа што остал. Пустош во работничката класа. Сега гледаме напред, значи што можеме да поправиме? Видите, не можеме да гледаме напред. Значи екипите во министерствата или една фудбалска екипа, ако не чинат играчите, не може Македонија да биде светски првак. Не чинат играчите. Ево да донесиме најдобар тренер. Мора да се менуваат. Мора да се донесат квалитетни луѓе. Што го разбираат буџетот. Веројатно тамо половина не знаат што е буџет. Или не влегле во канцелариите да работат. Во таа администрација. Комплетнава, од цела администрација. Значи проблемот и кој од административните службеници му рекол: "Друже премиере, ова мерка не ти чините." Кој му рекол? Дали некој се осмелил? Па видете вие, пензиското и инвалидското осигурување беше 21%. Бившиот премиер и министрите за финанси многу паметни беа, го намалија на 17. Знаете што значи то? 20% се плаќат помалку за пиом, 20% се намалија пензиите на вработените. И сега како ќе се најдат пари ако оваа цифра не се врати назад? Значи ние, видите, овде можеме да си кажуваме многу убави зборови, меѓутоа треба да бараме решение. Луѓето, работниците бараат плата која што ќе може да си купи леп, да си плати струја, вода и така натака. А не со оваа плата не може ништо. Да го постигнеме. Јас за тоа упаднав, извинете, но сакав да кажам дека еве ја лично познавам луѓе кои што се многу квалитетни, кои што биле во администрацијата, се спротивставувале на политиките и сега се надвор. Например, јас лично им понудив дека викам ни треба, значи знаеме дека со каква обврска се соочуваме, дека ќе биде, значи да тековите да ги исправиме, дека ќе имаме проблеми и им понудив и да се вратат. Например, луѓето повеќето велат не би се вратиле во несигурност. Имаше некои се вратија, значи имаме многу квалитетен човек, значи борец. Се согласувате ли? Докториран во Италија, не знам, постдипломски завршил во Британија, се реши да дојде наместо да биде економски истражувач, да се бори да ги промени работите. Сега
Што треба да се направи? Ако зборуваме за платите, значи ја апсолутно и секогаш... Ќе стоите ли до она ветување што го дадовте пред изборите? Значи, јас Како цврсто ќе ја стојам зголемите дека... платата? Со субвенција? Значи, платата ќе се зголеми. Идејата за платите, тоа не е една мерка. За минимална, не, сега зборуваме за минималната плата. После ќе зборуваме за таа просечната. Значи, никој не зборува за минимална или просечна, туку зборуваме дека во Македонија треба да има раст на платите. Значи, да имаме еден модел кој што ќе овозможи раст на платите. Тој модел зависи од она што го зборував, прво одменување на менталитетот, но зависи од тоа дали фирмите ќе почнат да раздвижуваат, бидејќи сега бевме уствари, сега се радувам, а и тоа го гледам од последните, сега тоа се од неколку денови, но тоа се позитивни сигнали дека почнува да се движат плаќањето во економијата и тоа е одлично. Значи, зависи од тоа како фирмите ќе работат и зависи од какви мерки ќе превземаме. Не, фирмите ќе работат така како што вие ќе им создадете услови за работа, претпоставувам. Значи, нашата, ако зборувате за условите на работа, нашата идеја е значи да го ослободиме бизнис амбиентот, да нема политички притисоци, да бидат ослободени да прават бизнис, да отвараат работни места и домашните предпријатија Да, но првата мерка што ја носите е субвенционирање на минималната плата. Знаете ли колку вработени земаат минимална плата? Имате ли бројка така? Значи, според Државниот завод за статистика, во Македонија сега зборуваме за работници кои што се оние во најпогодените три со најниска плата, текстил, кожа и облека. Во тие три индустрии има 42.000 и нешто вработени, значи кои што најголем дел од нив се со минимална плата. Тоа значи дека ќе треба да субвенцирате до 12.000, така? И сега, ако добро сватив дека значи порастот на минималната плата ќе оди од буџетот. Значи, ние сегогаш никој не кажал колку ќе биде минималната плата. Мора да се седни, затоа постојат социјални партнери, да се договори. Не можеме ние од ракав да даваме минимална плата. Си имат институти во Германија, каде што ние како сојуз од синдикати имаме побарано да направат анализа. Колкава ќе биде таа за да можете еден човек да преживее. Ние овде не можеме да лицитираме. Ниту владата, ниту министерот. Па кој му дава право тој да се определува? Претпоставувам дека треба да преживее и бизнисот и работникот. Може ја нешто да дополнам. Бизнисот добро живее. Важно. Ајде сега идеме со Јакимовска, па ќе се врати Моето министерот. лично мислење за добра економија е можноста, способноста на човекот да купи што повеќе производи и да има што повеќе време, слободно време за да ги користи истите. Тоа е процес, тоа е добра економија и за да се реализира 20 години е процес. Ве молам, јас релативно сум млада во деловниот свет, така да од вас не тргнува историјата. Значи, од вас не тргнува историјата. Кажувам за нас, за нашата компанија и за само се извинувам еден податок. 2000 година беше подпишана спогодба меѓу владата на Република Македонија и Сојуз на синдикати. 5060. Со тие 5060 се купуваше 180 шишиња масло и башка се исплаќаше 5000 дарки храна и превоз. Значи, сегашната плата и минимална и било која е помала од 2000 година. Може ли јас да ви одговорам на тоа? Тоа се политиките на Значи да ви одговорам на тоа. И на бизнес Само момент. Предмалце кажав дека добра економија е економија доколку сте во можност да купите што повеќе производи и да ги трошите истите во поголемо слободно време. Тоа е процес на развивање. Кога компанијата наша се формира, ние работевме само класична доработка. Тоа што значи? Сте извршител на некој налогодавач. Кога свативме на топ менеджментот дека тука има доволно пари само за да се преживее и дека не постои простор за градење на животен стил, за градење на животен стандард. Јас, ако некој би сакал да нашите вработени имаат добар животен стандард, тоа сум јас. Кој што не секогаш се состои само во материјален надомес, постојат и други норми да му се дополни животниот стандард и да му се вратат моралните вредности во моралот да им се врати во животот. Меѓутоа, одлучивме дека понатаму не можеме да градиме компанија и створивме собствено производство. Собствен бред, собствена продажба, формиравме собствена... Океј, сето тоа е во ред. Проблем е плата. Само момент, да одговара, да чуеме поентата. Да чуеме поентата, Вановски. Истиот овој процес го отпочнавме пред некои 4 години и тоа се годините кога ние деловно општиме и во Македонија и во Европа.
Тие се годините кои што нас не овозможија да ни дадат зголемена додатна вредност, поголеми приходи, кои што ние ги враќаме назад. Каде назад? Во институцијата. А во таа институција, вработениот, независно на која позиција е, независно кое работно место го има, зашто реков средна величина на плата, поради тоа што ние имаме доста голем број на среден менеджмент, топ менеджмент, целта ни е на нашето постоење, точно градење на таква економија, зголемена додатна вредност, со зголемени приходи, се со цел да се зголеми животниот стандард на луѓето. Меѓутоа, тоа е процес. Тоа не оди преку ноќ. Јас сум благодарна и среќна на сите подеднакво илјада инволвирани во процесот, што за толку краток временски период сме успеале да обстаниме на толку конкурентен пазар и да го надоградиме животниот стандард на нашите вработени. Сепак, сметам дека истото е и со државата. Е процес. Ребалансот на буџетот е нешто за кој што ќе треба време. Тоа е со процес. Државата е држава. Да, Луѓето се луѓе кои што треба реално да живеат. Вашите топ менаџери, ако земаат по 5000 евра плата, нив им е добро. Ама затоа тие 1000 души тамо не ви верувам во тие податоци што ги кажувате вие. Официјални дека земаат 16-17 кога самиот министер кажа едва и 10.000, поготово вашава гранка, текстил, кожа, чевли и така Ја би натаму. сакал, бидејќи бев прекинат, значи околу минималната плата. Сега, што е клучно? Значи, ако синдикатите се потиснати и не функционираат, ние имавме обврска да се бориме да почне нивото на плати да расте. Мислам дека и беше успешна, дека го придвижнивме нивото. Сега, ова зголемување, велиме 12.000, е сериозно во однос на сегашното ниво. Значи, за овие 3 дејности е некаде во нето по 2410 денари. Значи, сериозно зголемување. Само ја би сакал тука и да потенцирам, бидејќи сум зборувал со многу вработени, претежно жени, кои што се голем дел и од штип, од текстилната индустрија. Проблемот во Македонија не е само дури ни минималната плата. Проблемот е како, значи, нивниот работен учинок се вреднува, бидејќи голем дел од нив, значи, одат и по 10 сати на работа, а тие добиваат не минимална плата. Значи, они им даваат учинок 80%, 50%, многу се жалат дека дури и вода, вода имаат проблем не им даваат да пијат. За условите тука е Горанот... Па и заедно, да, дури така да тој ќе ни ги каже условите, меѓутоа присуствувал на нив, само да завршам. Сакам да кажам дека во Македонија ако зборуваме, мора да зборуваме за комплексно решавање на проблемот. Но платите друго се сакам да прашам од цело време. Вие зборувате за комплексно решавање на проблемот, а велиме од буџетот ќе извадиме пари и ќе им дадеме по 1500 денари на овие 30.000 работници. Ја не гледам тука економска компонента во решавањето на проблемот на платите во Македонија. Тоа исто го правеше ВМРО ДПМН. Значи, Ке рече нема пари вамо, ај од буџетот на некоја авиокомпанија субвенционира некој. На некој земјоделец еве субвенции за ова. Значи, системскиот проблем не е решен. Од аспект на економијата, значи имаме решавање. Секој од тие пари, многу често ако не се искористат тамо, значи, ако не се искористат за луѓе кои што работат во тешки услови, кои што работат по цел ден, вие им давате зголемување на плата, тие ќе ги потрошат, никој од нив нема да ги стави на сметка у банка или да ги однесе некаде, ќе ги потроши во економијата, ќе се раздвижи. Зголемување на јавната потрошувачка во ред. Ќе се раздвижи. Не е во ред. Значи, ние ги поврзуваме со бруто плата, ќе се полнат придонесите, тоа не се правеше, значи ќе се полнат фондовите, бидејќи тие беа во дупка. И сега, ова е решение кое што ќе мора да ги движи, значи најниското ниво автоматски го движи нагоре. Преска ме прекинавте. Значи, кога зборуваме за минимална плата, но треба да зборуваме и за како да ги значи, знам дека можеби некој мисли дека и ја мислам дека и плата од 12.000 денари е многу ниско ниво. Но сега ние мораме, ја например секогаш сум чувствувал и кога сум бил во опозиција одговорност со секој ниво кое што не ме прекинувајте. Ја добро, ама не ме прекинувате. Добро, нема зашто да ме превозот е 6000, платата не е 12, него е 6000. Не ме прекинав. Значи, јас тоа не го спорам. Значи мора да дадеме одговор 6000. Такво нешто не постои. Не, само знаете што? Како не постои? Ајде молам да се доискаже министерот, ќе се вратиме на тоа, ќе разговараме и храна и превоз. Да, ја видите тоа што кажува, значи се согласувам, бруто плата као кога беше направена, беше ставена хранарината внатре и практично
технички или со бројка платата изгледаше дека е зголемена. Ја неам значи против тоа, но само немој да прекинувате. Ако ние ве слушаме и не ве прекинуваме, нема зашто да влегувате не ве во збор. прекинуваме. Па сега пак ме Меѓутоа, прекинувате. ако не е вградена храна и превоз, шо е тоа? Значи, но сега факт е дека синдикатите не се успеа да се изборат за платите. Ние многу сериозно се боревме. Власта ги уништи синдикатите. Добро, ама ние многу сериозно се боревме за раст на платите и мислам дека во Македонија се подигна свеста дека платите мора да растат. Например, ја можеби на повеќе теоретско ниво многу пати сум го пишувал, а веќе и социјалдемократската идеолошка мисла од Европа, тоа го зборува дека во Европа мора да се менува и моделот на раст. Значи, тие велат дека треба да оди wage-led growth. Значи, модел на раст кој се базира на раст на платите. Бидејќи во нашиот регион, посебно на Балканот, моделите на раст се базира или на долгови, или модел на раст кој што сакаше да ги фаворизира извозните компании, значи на извозот. Во Македонија, ако имаше комбинација од тие два модели, например тоа го живеевме многу сериозно, раст базиран на долгови, сега исто така цел време се зборуваше за раст базиран на извоз или како да се го развиваме извозот, а Македонија не успеа да направи некое сериозно ткиво. Знам дека има и случаи, значи и тоа е добро, но главниот извоз тука се создава од странски компании. Сега, странските компании се добри, тие ја движат економијата, но ние многу повеќе треба да посветиме внимание на врските помеѓу домашните и странските, бидејќи имаме сериозен проблем, бидејќи нема транспарентност, не знаеме колку државата потрошува на нив. Мислите ли дека овој модел за кој што зборува Тевдовски може да направи реално придвижување на економијата, не зборам за субвенционирање на платите, бидејќи таа мерка нема многу врска со реалната економија? Јас ви кажав дека економија. единствена основа за реално придвижување на економијата стои само во рацете на оние кои што го имаат капиталот, на луѓето кои што се инволвирани во целокупниот процес и преди се промовирање на извозот. Независно дали зборуваме за домашна или странска компанија. Извозот е онај кој што е пресуден во овој момент за да ни даде свежа вода во воденицата за да може да ја замелиме. А потоа покасно нашата целна група како извозници ќе треба да биде да стануваме што поконкурентни на тие пазари, не со цел да бидеме поконкурентни само врз основа на ефтината работна сила, не треба тоа да ни биде нас како основен гвидател. Не, ние не треба да имаме ефтина работна сила. Ние треба да имаме квалитетна, едуцирана, морална, етична работна сила. Она што ние треба да го понудиме на пазарите во Европа или онаму каде што извезуваме е зошто да бидеме поинакви. Сервис на кој што на нашите купци ќе му го направиме животот да биде поедноставен, со зголемена додатна вредност, која што додатна вредност ќе се врати назад кај нашите вработени. И потоа само на тој начин може да се придвижи економијата. Субвенционирање на платите, да, секоја чест може би една од вашите како платформи за да може да се надмине оваа ситуација. Сепак стварно се сложувам со човекот од синдикатот, е неблагодарно некој да работи за 12.000 денари. Стварно, знаете ли што се 12.000 денари? Ја верувам дека и кај нас на фабрика има некој кој што зема 12.000 денари. Меѓутоа, еве отворено јавно им ветувам дека се доттогаш додека сум лидер на таа компанија и независно дали би била жива или не, ќе оставам позади мене таква филозофија на компанијата која што во континуитет ќе се бори за да го надогради нивниот животен стандард. Меѓутоа, во цел тој процес подеднакво се и тие инволвирани. Треба да сватат дека се составен дел од таа компанија и дека не работат за работодавачот, си работат за себе. Се сложувам со министерот дека треба да работиме на промена на нашата свест, да тргнеме првина од себе, целокупниот ментален склоп, за сите заедно да направиме што повеќе за себе, а потоа и за средината во која што живееме. И тоа што зборувате, тој додаток кој што би им се давал на работодавачите, значи во нашето размислување тоа е да се заштитат луѓето. Дали ќе имате вие контрола? Извинете што ве прекинувам, дали ќе имате контрола, дали тие пари ќе бидат злоупотребувани? Не, само да ви кажам, значи апсолутно ќе мора да постои контрола да не бидат злоупотребувани парите. Тоа е прво. Второ, значи тие пари во нашите решенија ги гледаме само за да се заштитат луѓето, бидејќи ние не сакаме да направиме штета ни еден човек
кој што денес работи да биде отпуштен од работа. Тоа би било уште поголема штета. Сега, ние мерките можеме да ги дизајнираме, претходно зборувавме не мора да се зема по секоја цена. Можеби е паметно да, нели, предска зборувавме, ако некој наместо такво субвенционирање земе за унапредување на процесите и се реши на нешто Може такво, тука тоа би нешто- било добро и за Само кратко економијата. да дополнам. Само кратко, 5 секунди. Сакам да го вклучам Горан од невладината организација последно од Штип, време- кој што ќе ни каже малку повеќе за состојбите во текстилната. Мора да Само давате малку. еднаков термин за сите. Не се секирайте, вие ќе По добиете, последно време- повелете. Можеме ние вака да видиме слушатели или да Не. седнеме од таа страна, ако не. Ова ќе сакам слушаме. само да му Значи посочам еднаква минутажа за сите. На- Што има на да кажа? министерот. Ова не е сакам да му предизборна посочам. дебата. Па не е за предизборна. За да може да учествуваме во ваквото. Значи Ние- сите ќе си добиеме, Кон трае синди- емисија во уште ние кон добри синдикат не 40 сакаме, минути. Не се слушаме секирете. 11 години. Еве сега ни дојде и другиот гост сега ќе Тако ни дојде. бизнис, ама ево видете како Да, бизнис. само да додаде Само Јована. сакав нешто да ви посочам. Во последно време, фала му на Бога, мојата работно место е решавање на проблеми, па немам толку многу работа. Главна работна задача, дали знаете што ми е? Најдување доктори за нашите вработени и најдување градинки за нашите вработени. Тоа е најголемиот проблем со кој што ние се соочуваме во овој момент. Недостаток на слободни места за нашите бебина и недостаток на доктори за да се лечат нашите вработени. Така. Значи, пред таму да се субвенционираат. Добро. Па таму да се Не, посочат затоа парите. што Сега, ја ќе ви- иска- ќе ви- само ќе ви дадам малку, после ова е збор, бит- имаме- Ова е, си запишав кога зборувавте за едуцирана работна сила, значи за образование. Сега зборуваме за доктори. Веруете, јавните системи на образование и здравство не може да бидат создадени и да продуцираат квалитетен кадар, се додека имаме значи приказната ако цело време кој помоца да плаќа даноци. Нели цело време беше што е можно пониски даноци. Ако сакаме да имаме образование кое што е квалитетно или здравство кој што има добри доктори, Мора да се плаќаат даноци. Мора да се плаќаат Тоа е даноци. логично. Тоа е главно. Тоа е главно. Добро, тука давам простор на публиката. Горан од невладината ќе ме подсетиш. Гласно? Од Штип, да. Од Штип, која што долги години се занимава со правата на текстилните работници во Штип, па И во источниот и регион. во источниот регион во Македонија, каде што веројатно работите се малку поразлични од овој пример што вие го имате во вашата компанија, па би сакале да го чуеме. Повели го. Вака, значи прво да направиме една дистинкција помеѓу странските инвестиции и домашните фабрики. Тоа е многу битно. Во минатото овие 10 години домашните фирми не беа стимулирани од страна на владата на Република Македонија. Предност имаа странските инвестиции во Република Македонија, што создаде една нелојална конкуренција. Тоа е првиот дефект кој е направен во нашето стопанство. Целиот едуциран кадар од домашното стопанство се прели во странските инвестиции. И сега стигнуваме до нето плата од 16.000 денари. Дали е таа плата субвенционирана од државата или е изработена од страна на самиот работодавец ја дели од собствената заработка која што ја има. Додека домашните компании исто така се трудат, меѓутоа целиот нивни човечки потенцијал, а и соселењето на младите, ние останавме без здрава работна сила во Република Македонија. Тоа е уште поголемата последица која што ќе следи во наредниот период, затоа што нема кој да ги замени работниците во источниот регион. Сите се со возраст над 37 години во просек. Што се однесува до минималната плата, јас го охрабрувам овој чекор. Овој чекор на покачување на оваа минимална плата очекуваат во источниот регион 15.000 работници, кои од Штип до Делчево никој не ја скоро 80% не ја земаат оваа плата. Да, ја земаат пеглачите, ја земаат некои лица кои што се раководители, тука се и директорите, тука се и техничките лица, значи кои што го извршуваат целиот процес и на крајот добиваме ние просечна плата во текстилната индустрија 16.000 денари. Не. Просечната плата во источниот регион на текстилната индустрија е 7.000 денари, од кои што исплаќаат 7.500 на трансакцијска сметка, а остатокот од парите ги исплаќаат на рака. Затоа имавме ние и пресови, и сведоци, значи и работници кои што се обраќаат постојано до нашата организација и бараат помош да се заштитат. Другата работа е незаштитените работници кои што немаат никакви механизми во овој период да се заштитат самите себе. Еве пример случаевите во Пробиштип, каде што работниците останаа без плата, се пререгистрира фирмата, си продолжи со работа,
фактички работниците останаа без плата, немаат пари, тужби да си поднесат луѓето. Значи при креирањето на минималната плата јас до министерот го охрабрувам да има и членови за механизми како да го натераат работодавецот дека таа плата мора да биде исплатена. Значи работниците немаат пари да си пуштат за тужба, да си исто така во Кодоро италијанскиот инвеститор кој што постојано бил под субвенции, значи од страна на државата, ти да ги оставиш вработените без плата и при тоа да поставаш услови на колку рати да се исплаќат тие три заостанати плати, можете да замислите во која агонија се поставени самите фамилии. Условите за работа, исхраната. Значи нема исхрана во фабриките. Работниците се истоштени, работниците ни се болни. Ние, вие, сите заедно, и телевизиите, и медиумите, ако не успееме овој проблем да го подигнеме, да дадеме малку надеж на овие луѓе, ние ништо нема да направиме. Нема ни да ги задржиме младите. Значи, како ќе ги вратиме овие млади луѓе? Јас сигурно знам дека 80% позади мене сонуваат да заминат во странство. Тоа е генералниот став со секој млад човек, јас кога разговарам, вика нема плати, зошто да одам на работа? Подобро ми е да седам дом. За тие пари, за тој труд што го вложувам, ја не сум платен како што треба. Тука се сите фамилии кои што се со кредити, кои што се договорите месец за месец, многу битна работа кој што е воспоставен системот од страна на работодавците и тоа е многу лошо. Имате прашање за некој од нашите сугодници? Да, имам. Сакам да ја прашам господјата дали е субвенционирана од државата по глава на жител? Не. Како странска, не, вие сте странска? Не се водиме како странска. Пола од капиталот е мој, пола е од моите англиски партнери, меѓутоа не се водиме како странска компанија, сме домашно правно тело и досега верувајте. Немаме субвенционирано ни едно работно место. Во една прилика, само едно ќе ви кажам, во една прилика имавме преку Агенцијата за вработување субвенционирана мала сума за мал број на вработени, меѓутоа тие го злоупотребуваа тоа и се наруши дисциплинската атмосфера во компанијата, од тогаш реков никогаш повеќе. Дали нормираниот учинок кај вас се Имаме засметува? посебен систем на норми, имено во системот норми работат некаде околу 7 до 8 особи кои што постојано го монитираат времето на вложениот труд на луѓето и се нормираат не само по нивниот вложен труд, му плаќаме и минат труд, и не само минат труд во рамките на компанијата. Тоа е задолжително во платата кој што влегуваат тие ставки. Не, верувајте, само нешто ќе ви одговорам. Имаме ние филозофија на компанијата. Нашата филозофија кажуваме секој месец кога земаме плата на 15 пред цела фабрика, пред сите вработени. Филозофијата ни е дека ние градиме компанија која што сакаме да постои после нас. Доколку сакате да градите таква компанија, вие, доколку ги злоупотребувате вашите, никогаш нема тоа да го стварите. Тоа се наши вработени и ние секогаш, ние сите сме заедно, тоа е институција. Доколку им мислиме лошо, тоа секако дека нема да можеме да обстаниме на дол крок. Меѓутоа, да, како предмалце што кажав, дека економијата е процес, дека сигурно ни во Германија не земале олкави плати пред 20 години, треба време, не се случува се преку ноќ. Сепак, решението е во рацете на луѓето во чие што раце е капиталот. Да се промени нивната свест, секако, се сложувам со министерот дека не само што треба работодавецот, онај во чие раце е капиталот, да створи и за себе, доколку вие немате корпоративна култура и сметате дека треба единствено да работите само за личен профит, вие сте сиромашна компанија. Богата компанија е само онаа која што има јасна и децидна девиза, дека работи корпоративно за вработените, за добавувачите, за купците и за општеството во кое што постои, се со цел рамен данок од 10% не е доволно за да едно општество опстои, за да едно општество има соодветни градинки за сопствените дечина и соодветно здравство. Тоа е нашиот став. Значи, ние работиме со надоградба на наша корпоративна култура постојано, независно од она што се случува во другите компании. Така да. Владе, да се извинувам, само имам две прашања за... Само да Значи, го првото прашање, дали имате ќе синдикат? ви дозволам само да кажеме дали дека имате колективен договор? Имаме колективен договор, а не го викаме синдикат, имаме работен комитет кој што е... Како сте го подпишале ако немате синдикат? Со кого сте го подпишале? Имаме колективен договор кој што ни е подпишан со секој вработен, имаме работен комитет. А тоа е договор за работа. Не е колективен. Колективен договор подпишува синдикатот и никој друг во државава. Ние си имаме и колективен договор со кој што имаме подпишан. А немате синдикат, бе, колешке, како сте подпишале? Го викаме работен комитет. Ама не знам како го викате вие, можете да скажувате што сакате. Законот за работни односи кажал, синдикатот подпишува колективен договор и имат. Ево, за јавниот сектор, кој не е подпишан,
на 200.000 работници не е исплатено К15. Зашто не е подпишан? Не е зашто не е подпишан. Ние не го За јавниот викаме... сектор. Да не се применува. А овој што го подпиша Никола Груевски со Живко Митревски е катастрофален. Им подпиша минимална плата што не можат, односно минимални пари да земаат, тоа не е плата. Одземено храна и превоз, тоа е кај вас е 2000 луѓето, за 2000 денари работат 8 сата. Кај се прекувремените сати, кај се продолжените, кај се сабота и недела, кај се празниците, кај е регресот за годишен одмор, кај е мобингот. Само Се момент. извинувам. Јас ве прашав Младенчо. конкретно, вие треба конкретно да одговорите. Имате или немате? Ние имаме работен комитет кој што има представници од секој сектор и со истиот имаме подпишано договор, а ве договор замолувам за да не ми се вработување. обраќате со вие, да не ме поистоветувате со другите, пошто ние имаме не само плаќање на прекувремено. Не ќе провериме колку е платата кај вас. Ние не можеме да веруваме. и секако да дојдете. Накажано затоа што доста Не се само- кажуваше оваа држава. Не само што вие проверувате, вие сигурно знаете како некој кој што прави мониторинг на таа индустрија, за да може да произведувате за компании како Carrefour, Tesco, Argos, Asda. Ние сме под постојана инспекција од страна на независни тела од Европа кои што идат и ни прават етички инспекции, технички инспекции, имаме подпишано кодекс на понашање. Точно. Да бидат здружени Слободно. во Нема едно тело. синдикат. Еве ќе ве држиме за збор. Слободно. Значи ќе пробаме да формираме синдикат на Слободно, вашата Ника, компанија. слободно. и Добре ќе дојдени очекуваме. сте. Ви Искрено благодарам. мислам, сте добре дојдени. До министре, би сакал да ве замолам. Нормираниот учинок при креирањето на минималната плата. Дали ќе може да биде да го прииначиме овој збор и да стане нормален учинок? Ја прво, значи, би сакал пред сите да кажам дека мислам дека ако има повеќе вакви кои што се борат како гласно за работнички права низ Македонија, бидејќи сум имал, ќе биде добро и ќе се оваа клима на работнички права и на повисоки плати, мислам таа борба ќе биде многу поуспешна. Јас сум имал прилика да бидам на нивни средби и практично сум станал многу посвесен за проблемите со кои се соочуваат луѓето. Се согласувам дека нормираниот учинок е голем проблем. Знам дека луѓето и од нив сум слушал дека стварно таму има голем број на компании каде што луѓето немаат можност, работат по 10 сати на ден, не јадат ништо, немаат вода да пијат, така да во Македонија во 21. век за жал во 2017-18 година мора да зборуваме за тие работи и мора да носиме решенија кои што ќе ги штитат луѓето. Добро, ви благодарам. Сега во студиото со нас е Мендерес Кучи, кој, како што рековме, залесни малку повеќе, но оправдано се разбира. Кучи, само за ваше запознавање, тука економско-социјалниот диалог со владата веќе почна некако од малку порано од што се предвидуваше. Меѓу реалноста, желбите и ветувањата на новата влада. Каде се наоѓа бизнисот? Вас ве прашувам како представник на Комората на Северозападна Македонија. Мене ми е најпрвин драго што гледам пред мене и млади луѓе, кои што за еден момент, можеби во минатото, мислевме дека ни се изгубија. И драго ми е што веќе слушаме гласови кои што јасно зборуваат, јасно знаат што сакаат, еве насочуваат и конкретни прашања. За жал во минатото го немаше, не знам од кои причини. Јас почнав да се посомнувам дека воопшто ги нема овие луѓе, избегаа сите надвор, но фала Богу еве внатре се. Ние како бизнис заедница сепак сме со нозе во земјата. Знаеме дека преку ноќ не може да се случува ништо добро, поготово. Но мора да се почне од негдека. И што е тоа од кај што треба да се почнува? И во минатото, и пред да се избира новиот министер, користам прилика и да му честитам, пошто немавме друга прилика од X причини. Тој е запознат со ситуацијата и од наша гледна точка. Дури му е сугерирано дека наследува нешто, дали е свесен што наследува. Но гледам дека во него е вратена насмевката. И се надевам дека таа ќе трае.
Да, ние зборувавме малку за оптимизмот тука. Овој диалог, пошто ние сме свесни и не многу далеку водевме вакви диалози отворени на некој начин или пак аранжирани, не знам какви беа, но кои не резултираа така како што започнаа. Јас би сакал да овој наш разговор искрен продолжува тука кај што денеска зачнува. Се додека има диалог, значи ќе има разбирање, ќе има решенија. А услов за да ова продолжи е транспарентноста која се барала од страна не само на бизнис заедницата, туку воопшто. За да се вратам на она што пред малку почнав да го појаснам, ние мора да констатираме најпрвин, ајде ќе се изразам со една пака по сликовита за да и обичниот граѓанин разбере, кога имаме болна економија, значи станува збор за болест одредена, која што бара диагноза. Секако ние алудиравме на многу нешта, но се уште не знаеме, јас претпоставувам дека ни министерот не знае децидно колку е болно ова наше стопанство, што тој поточно наследил, кои се тие долгови што заедно ги третиравме и алудиравме на нешто што не знаеме точно квантумски колку е тоа, за да го дозираме заедно со ова маса на млади луѓе, заедно со бизнис заедницата, заедно со синдикатот и другите ред компании, а зошто да не и другите фактори кои што се во земјата, да дозираме според тоа да почнеме да не се предозираме со лек одеднаш, што одма нели бараме високи плати, не знам што, многу нешта фалат во земјава. Но најпрво да се постави редот, царскиот ред што се вели. Да го вратиме владеението на правото. Од тука почнува целиот синдром наречен влада во заминување и влада Груевски, која што 10 години го гледавме, која што упорно мислеше дека е најпаметната, која што упорно добиваше од наша страна совети, но ги злоупотребуваше, за жал. Ретко когај се повикуваше на нашите ставови и барања и донегдека ги следеше. Се додека му одговараше на неговата популистичка политика. Значи, прво и основно, на министерот треба да му е јасно и на целата влада. Значи, веќе треба да функционираат како влада на сите граѓани во земјава. И реваншизмот е првото што треба да се избегне од нашите глави. Оти тоа ќе биде, јас мислам дека најголем проблем што ќе генерира сепак нешто што нема да оди во прилог кон решавање на проблемите. Добро, како ќе се финансира економијата во наредниот период? Јас често пати го употребувам зборот дека стопанството има можности на самозакрепнување. Што тоа би значило? Значи, ние и порано велевме, доволно е минатата влада да не остави да дишеме, да работиме како што ние знаеме. Да не гуши со разни начини на кои што само таа знаеше да го стори тоа. Значи, глоби, фискална дисциплина, се тоа што... Многу работи кои што за некого важеа, за друг не важеа. И тоа во суштина селективност во пристапот. Апсолутно, да. Во применувањето на законите. Во применувањето на законите, кои што ние видовме дека за некого важат, за некого не важат. Значи, затоа и од тие причини бараме владење на правото. Не само ние. Тоа го слушнаа и странците од нас, и упорно веќе и тие го бараа од нашата влада и од сите гарнитури поред, кој што можеби е пресуден и за членување наше во Европската заедница, за разлика од нешто друго што можеби се врзува за НАТО алијансата. Добро, Тевдовски, се отворија доста дилеми прашања. Како новата влада ќе се постави од тој аспект кон бизнисот? Еве ги спомнавме глобите, тие често се користеа како метод на едно сатанизирање на фирмите, па дури и нивно уништување. Не, јас и веќе претходно кажав, јас го делам. Прво морам да кажам дека до сега сме имале супер соработка со Комората за Северо-Западна Македонија, значи стварно многу често сме дискутирале решенија и генерално
горе-доле истото го гледаме, значи гледаме дека мора да биде ослободен бизнис секторот, значи да нема притисоци, казни. И многу пати сме дискутирали за можни решенија. Сега не би сакал да не влегувам во детали, би сакал фала за убавите зборови. Околу глобите можете само малку во детали. Ви имаше во вашата програма дека ќе иде прва опомена, втора опомена, па дури потоа наказна, некако до сега што. Мислиме дека прво дека треба да постои регистар на инспекцијски контроли со цел да има транспарентност, значи јасно да се знае каде е извршена. Второ, значи мислиме дека опомена како во многу земји на запад каде што им се посочува посебно на мали бизниси кои што немаат капацитет дури ни да одговорат на честите законски прописи, а апсолутно тие линии ќе бидат задржани. Но фала за убавите зборови сега ние јас лично сум свесен каков товар преземаме. Значи, јас сигурно мене многу по едноставен ми бил денот и повеќе време би имал и за своите ќерки и за се, ако сум останал на факултет. Но мислам дека имаме одговорност да ги промениме работите. И сега јас сум среќен што денес во Македонија постои еден бран на промени. Значи, просто еден моментум на позитивна енергија која што мора да се искористи, бидејќи прашање дали ќе имаме друга шанса тоа да го направиме. Сега е добро дека ја би споделил во изминатиот период имав интензивни контакти на пример со релевантни институции кои што сите тие велат ајде што треба да се поддржи, каде треба да помогнеме, значи имаме момент каде што почнуваат силно и брзо да се движат работите во Македонија. И сега јас знам дека ќе биде тешко, но имам оптимизам. И за една работа за владење на правото апсолутно се согласувам дека мора да се направи, но мене ми се допаѓа и овој концепт на емисијата, ја тој многу пати сум го зборувал до сега. Во Македонија не само владење на правото, паралелно треба да се прави и грижа за луѓето, грижа за поправедно општество, бидејќи во Македонија од 90 од транзицијата цело време зборуваме ајде да направиме да направиме владење на правото и секогаш подалеку бевме. Зошто? Бидејќи животниот стандард на граѓаните не растеше, не се создава интересни групи на луѓе кои што работници кои што имаат добри плати и би се грижеле за своите интереси. Значи сега треба паралелно двете работи да се прават. Ќе има ли доволно време, Јовановски, и простор овој период да оди доволно брзо за работниците да бидат позадоволни, а вкупната економија тоа да го овозможи? Бидејќи и самите сте свесни дека со паушални мерки не може да се подигнат платите. Ќе го даде ли синдикатот просторот на владата? Знаете што ако нема социјален диалог на сите разини, што би рекле хрватите, од најмалата фирма до најголемата, ако не дискутираат работниците и работодавачите, нема решение. Владата е должна да создаде еднакви услови за сите правни субјекти. Во Република Македонија има 60.000 правни субјекти и сите тие требат еднакво да си пливаат на пазарот. Кој знае повеќе, ќе има поголем приход. Кој знае помалку, ќе има помал приход. Значи, владата треба да создаде да се формираат синдикати во предпријатијата. Знаете, не чини сега ја да ја фалам владава, уште не почнала, убава е владата. Знаете, што е убава? Ништо. Значи, ја не ги оценувам по лепота. Значи, да видиме мерките. 60.000 предпријатија имаме, драга колешке, а имаме синдикати само во 200 предпријатија до 300. Од кои во 600 школи. Знаете. Кај има социјален диалог тука? Знаете, ракава си влечи на кај мене. Не влечи на кај колегава. Кој е тој што од своите пари што кречи, јас ки им давам новија? Не. Значи, дајте да создадиме услови за правење на синдикати во фирмите, тоа е основната улога, самиот синдикат ќе си ја дотерат платата колку што треба. Не е оваа плата реална, што се кажува, ниту просечната, ниту било која. Ние во Македонија можеме со еден калем да изведеме математиката, 600.000 работници, 600.000 плати. Делено платите со ова и ќе видиме колку е. Дали е 12, 11 или не знам колку. И за колку часови. Никој не плаќа прекувремена работа. Никој не плаќа работа сабота и недела. Никој не плаќа во државни празници. Не покажува статистика. Државната статистика не покажува. Некој кричи јас плаќам. Час на изузетоси. Меѓутоа, дај да излеземе со официјален податок. Па знаете што значи
Ево доаѓаат летни одмори. Ево и за вас прашање. Треба да додат од 1000 работници 500 на одмор. Дали ќе примете вие 500 нови работници? Ne si imame način. А како си имате начин на другите да ги одработат Не, саатите, имаме така? организација. Ево во државата 600.000 вработени сме. 300.000 одат сега на годишен одмор. Дали 300.000 нови вработувања ќе имат во администрација вамо таму сегде? Не, нигде. Значи не функционираат овие прописи. Некој пропис или закон кој ќе го донесиш мора да го почитуваш и мора некој да го спроведи. Инспекторите на трудот нема да дремат во канцеларии, него ќе одат кај фирмата, пред врата има да седат. Дали треба инспектори да има 50 во Македонија или 5000, тоа треба да оцени владата. Затоа што знаете, загарот ќе ти го дотера пленот за да можеш да го уловиш зајакот или било што. А затоа викам, ако владата создаде еднакви услови за правниве субјекти и ако се овозможи синдикално движење да се прошири, самите работници ќе си ја дотераат платата колку што треба да биде. Ова што сега го кажуваме не е ни плата, не е ни ништо. Јас сакам да ви дадам еден предлог. Зошто не иницирате средба со представниците на менаџерите на човекови ресурси, на која што средба Не вие... сакаат да слушнат. Не, ајде иницирајте, Ама јас не ќе сакаат да јас слушнат, ќе бидам колешке. првата. Работниците во фабриките кај нас не смеат да го прашаат менаџерот ни добро утро да му рече. Слушнете ме. А ве молам, мора малце да Знаете гледате. дека во собрание на Република Македонија нема синдикат? И јас кога одам на седници на некоја комисија ми викат абе немаме плати, немаме ова не ни исплаќат. Ја му поставувам прашање на Илија Китановски или кој беше таму. А вика сега тоа не е тоа тема за разговор. Ба во собранието нема синдикат. Господин Како Драги, ќе ги остваруваат работниците правата? Кого ќе опрашаат? Господин Кој Драги. смее да го праша пратеник, премиер или министер, абе немаме синдикат. Па не смее да праша. господин Или Драги, дозволи, тука сме за ова за промен. долговите што викат. Не се знае, во право е колега. Па кој смееше Груевски да го прашат, деде ќе ми враќаш. Смеевме, но дали добивавме Не, одговор? и не смееше да се прашат. Оти ќе те збришеше одма во некоја постапка. Иначе, Значи, бараме еднакви услови. Второ, да си профункционира правната држава. Трето, секој кој што во државава утнал во својата политика, јас злоупотребил, не знаел да работи, да си одговара. Добро. Министрот сите бараат да функционира правната држава за да има економија. Очигледно и во тоа се согласни и синдикатите и работодавачите колку што можам да гледам. Иначе, околу инспекторите, јас се согласувам дека е мал бројот, но ако разговарате со жените кои што доаѓаат во гласно на тие состаноци, тие велат, ќе влезе инспектор, пример, и го гледаме дека е облечен од глава до пети во тоа што го произведуваме. Значи, и знаат каква е приказна. Да, или си му клале во најлонче. Значи, ја мислам дека клучно е да си има волја. Ние имаме сега политичка волја да ги смениме работите. Добро, јас имам малку волја да повикам реклами, да се одмориме 2-3 минути овде во студиото, а после продолжуваме со финалето на дебатата. ...24 отворено, дебатираме со министерот Тевдовски, бизнисмените Кучи Јакимовска и синдикалецот Јовановски. Сега е време и за публиката. Стојан, добро вечер. Добро вечер. Прво сакам да ги поздравам гостите. Јас исто како Горан доаѓам од невладениот сектор, односно сум представник на една невладена организација која што работи со интересна група на категорија, односно на студенти кои за време на летниот период заминуваат во Америка, работат и се враќаат повторно во Македонија, односно невладената се вика СВТ, алумни. Ние веќе имаме 3 генерации позади нас млади кои завршиле стартап академија, која е дел од нашата невладена организација. Некои од младите веќе почнаа сопствени бизниси, се успешни во тоа. Моментално работиме на еден проект заедно со Самоворк Нетал организацијата во Бугарија. Односно, наредната недела ќе заминат 10 млади од Македонија кои ќе поминат низ теоретски дел да стекнат знаење како да почнат свој бизнис. Моето прашање до министрот за финансии Драган Тевдовски, што може да очекуваат стартап заедницата и овие млади од владата, односно од политиките на Министерството за финансии, каква поддршка, каква помош би добиле тие за реализација на нивните бизнис идеи?
Ова е супер прашање, бидејќи еве ја предавав на факултет и добро го знам проблемот. Со години, кој знае колку практично препораки сум потпишал на супер студенти, значи кои што се богатство на оваа земја и едно од работите кои што сакаме да ја смениме е практично да добијат млади луѓе поддршка за да отвараат своји бизниси. Ние и во програмата на владата стои дека планираме во сите поголеми општини да направиме нешто како да дадеме деловни простори на повеќе такви мали бизниси, значи млади луѓе кои што имаат добри идеи, кои што сакаат да им дадеме можност за заедничка, пример сметководство, одржување тамо и во период од неколку години да им се даде можност да прават бизнис. Потоа една од мерките која што е превземена од Германија, тоа е за отварање на фирма со низок основачки капитал, но тие ќе бидат видно обележени да се знае кој би тргувал со нив. Идејата сега во моментов до сега постоеше многу мал. Например, имаше фонд за кој што даваше некоја поддршка на вакви бизниси, но како бројка беа премалку опфатени. Сега ќе се обидеме со ребалансот да внесеме некои средства за нив, но потоа посебно со буџетот од наредната година да имаме се позначена поддршка за овие млади луѓе, значи да започнат да градат своји бизниси, бидејќи само тие имаат, значи ја на економски факултет сум среќавал секоја генерација илјадници, супер деца, успешни, паметни, кои што би требало да им се даде шанса да се развиваат. Кога државата цело време градела во нив, значи вложувала во образование, здравство и на крај е трагедија кога тие се иселуваат. Заради тоа приказната мора да ја завртиме. Добро, ви благодарам. Уште некое прашање? Немаме. Кучи, како понатаму во економијата? Сигурно има стратегија новата влада во добар дел од своите проекти и ветувања што ги кажа. Меѓутоа, вие не присуствувавте можеби на првиот дел во дебатата кога ги споменавме долговите кон компаниите. Вие многу се жалевте на тоа во изминатиот период. Претпоставувам дека вашите пораки таму ќе бидат насочени. Па, кога и пред малку реков дека стопанството има можност на самогенерирање, алудирав токму на тоа. Само враќањето на долговите према компаниите доста би значело за почнување на нова инфузија, на нов начин на работење и на компаниите, но и на државата спрема компаниите. Ние знаеме дека во минатото тоа беше лоша пракса и доволно е од тие искуства да не се продолжува или да не се греши во истото. Инаку, ако почнуваме да грешиме во истото, тогаш ова влада нема да го има тој луксус да доживее 10 години владење. Со ова енергија што денес како гледам тука и со ова ново искуство што ние сега го имаме више како бизнес заедници, затоа што едно време верувавме на некој начин на добрите идеи, на добри луѓе, навидум тогаш, пошто господин Ставрески за мене важеше тогаш за човек кој што доаѓал од странство, подкован добро, со добра перспектива. Но за жал, кај него тоа не траеше повеќе од една година. И тој диалог со бизнисот, тој веќе почна и да го злоупотреби заедно со другите. Така да, навистина, некои работи се веќе минато и верувајте дека нема никогаш више да може да се случуваат. Да, во една прилика мислам дека лидерот на СДСМ рече само да не се крадат 400 милиони евра годишно од буџетот, веќе ќе останат многу пари во стопанството. Јас мислам дека уште повеќе од тоа има што господинот Заев не го знае. Затоа што немал ни време човекот да го сознае. А од каде го знаете па вие? Ние тоа го чувствуваме, пази, ние сме стопанственици, бизнисмени. И ние знаеме, ако работиш, колку би требал да биде учинокот на крајот на денот. И ако ние цело време работиме, толку мачно, и при тоа нашите джепови заедно со вашите се празнат, прашањето следи каде се тие пари, каде се тие средства. А истовремено, то ни државата. Од тука, нашето сомнение е дека голем дел од тие пари или се прават цигли негдека,
во смисол на златни цигли, или пак се изнесуваат на некој начин, се испумпуваат надвор. Допрва ќе се дознаат овие работи, некои од нашите барања упатени до гувернерот, токму пред изборите, кога се спомнува предвремените избори, беа токму овие теми. Да се внимава многу не на компаниите што прават како прават. Оти тие тука остануваат. Нема кај да избегаат. Но капиталот ако избегне, малку потешко се враќа. Затоа што некому и надвор, ако што се прави наш сојузник, му одговара тој наш капитал да биде можеби во неговите джепови негдек. Така да, јас мислам дека не би требало многу ние да се занимаваме со минатото, но доволно е минатото да биде искуство за она што значи одење напред. Но секако ова не ги амнестира. Ниеден не би требало да го амнестира ниеден човек кој што се сгрешил по овие основи, кој што е виновен затоа што е осиромашена оваа држава, а при тоа незаконито се исполнети нечии джепови што за жал ние само може да претпоставуваме. Министре, во делот на она што се вели капитални инвестиции, јавни инвестиции, каква е стратегијата во наредниот период? Дали и тие ќе бидат дел од нив опфатени со ребалансот, со кратење, или сепак тоа останува во рамки на предвидената динамика од претходниот буџет? Значи, апсолутно, ние имаме, значи, основната намера е да се овозможи капиталните инвестиции да се зголемат. Но кај ребалансот би требало да биде јасно дека ние имаме и некои ограничувања, например има сега многу и превземени обврски и раскинувањето например на такви договори ќе значи плаќање на пенали, значи тоа е едно ограничување. Второ, и јас ќе давам се од себе да правам притисок и веќе почнавме да се превземаат нови капитални инвестиции, но тие обично бараат да започнат тендери, но даваме се од себе, бидејќи паралелно практично од на 15 јуни ќе започне и процесот на создавање на буџетот за 2018. До 15 јуни ќе бидат испратени буџетските циркулари, ќе почне создавањето на буџетот за 2018 година, значи паралелно ги гледаме двете работи. Мислам дека во Македонија многу посериозно треба да се гледа за капитални инвестиции, но и ќе мораме да покажуваме, бидејќи тоа никогаш не постоеше, значи кои се оние ефекти кои што тие ќе ги создаваат. Многу често се создаваше нешто кое што сите ние се сомневавме дека има и дека создава после ефекти во економијата. Ние зборувавме на почетокот на емисијата околу долговите, јас апсолутно се согласувам дека ние имаме за задача, ако зборуваме како финанси, да ја раздвижуваме ликвидноста во економијата преку навремени плаќања, и тоа го правиме сега од првата недела со намера да вбризгуваме ликвидност и потоа стопанството, да фирмите да почнат да создаваат вредност. Идејата мора да ни биде и да создадеме нешто големо, крупни објекти кои што ќе донесат добро, бидејќи такви. Како ќе го правите тоа? Ќе одиме ли на нова еврообврзница издавање? Бидејќи очигледно буџетот сам по себе не може да издржи финансирање на големи проекти. Ова е добро прашање. Сега ние секој ден го размислуваме тоа и видете, ако се гледа, ја преска кажав дека во моментов има 209 милиони евра кои што ќе се искористат до крајот на годината за сервисирање само на надворешни долгови. И сега во буџетот постојниот се предвидува надворешно задолжување кое што сега ние вака размислуваме, но не ова едната насока се уште не е донесена одлука дали можеме тоа да го замениме со многу поевтино. Например, во моментов има на домашниот пазар има вишок на ликвидност кој што е околу 200 до 250 милиони евра. Значи тоа се пари кои што овернајт се практично се стерилизираат од Народната банка. А тие дали можеме да ги употребиме за да финансираме, значи некаде со тие би имале каматна стапка некаде околу 3 пати помала него еврообврзницата. За мене е многу важно, значи, да обезбедам граѓаните, бидејќи тоа се пари на граѓаните, се плаќаат преку даноци, значи дали може да се обезбеди да се сервисирањето на буџетот да биде со многу поевтина цена.
Ова е едната линија на размислување, но втора е тоа секако имаме апсолутно грижа дали, значи колкава треба да биде сумата, за да не, бидејќи би сакале тие пари дел и да влегуваат во бизнисот, да им даваат кредити, да ги раздвижуваат. И тоа е многу важно. Најважно е за што ќе се трошат парите што ќе се земат. Нема збор тоа, секогаш било најважно за што ќе се трошат. Но, например, панорамското тркало ќе го прекинете да го градите? Панорамското тркало не е во буџетот. Панорамското тркало, мисламе, доделено на некој... На едно од јавните предпријатија, но претпоставувам дека имате механизми со кои што можете да делувате. Така да, апсолутно, значи, јас кој знае колку пати сум го спомнувал, дека ако горе-доле нашите оние решенија за минималната плата, нашите решенија за минималната плата, целата таа сума што е потребна за некаде 40.000 работници секој месец да добиваат цела година повисоки плати, се идентични со цената на панорамското тркало. Горе-доле. Јас секогаш би ги одбрал 40.000 луѓе кои што би трошели и би создале нешто. Значи, за тоа нема никаква дилема. Но кога зборував за задолжувањето, практично јавноста треба да знае дека главната приказна треба да биде, значи, како да земаме на паметен начин пари со пониска цена, добро е да бидат со пониска од растот на економијата и при тоа е важно да мислиме на долг рок. Мора да мислиме на долг рок, бидејќи преска го објаснував тоа, 2020 и 2021 ни доаѓаат сериозни задолжувања. Но сега ја би сакал да го споделам оптимизмот, значи на овој момент. Значи економијата ја Кейнс вели, економијата ја движат animal spirits. Значи тие се оние практично на предприемачите, на младите луѓе, оние нивни животни енергии. Ако тие ги раздвижиме во економијата во моментов, значи тоа ќе биде добро за сите, бидејќи економијата ќе оди напред. Ја мислам дека тие animal spirits сега се разбудени. После многу време во Македонија, за прв пат имаме раздвижени animal spirits, како што може би биле во 2006 година, 2006-2007, па потоа беа патосирани. Сега сме за прв пат во таква состојба. Но, значи, не е само тие да се подигнат, јас се согласувам, паралелно со тоа мора да се става ред. Да се почитуваат правилата, да се почитува правната држава. Едно со друго мора да се прави. Јас би се осврнал малку на конкретната тема, затоа што навистина е чувствителна и многу е битно како ќе го започнеме денот, јас би рекол. Ако алудираме на еден ден кој што ќе трае малку повеќе од она што песимистите рачунат дека ова влада можеби нема да ги достигне ни 100 денови, ние не би сакале такво нешто да се случува, затоа што сме пресити од избори, такви манипулации или размислувања. Но кога реков пред малку дека треба да се констатира болеста, една од болестите е неликвидноста. Неликвидност која што важи и за владата. Често пати јавноста не е свесна, односно се труе со разни информации и од медиумите дека е лошо да се задолжува. Не, напротив. Може да се задолжува. Бизнис секторот, дури во владењето на Груевски, никогаш не му рекол на владата на Груевски немој да се задолжуваш. Но секогаш му рекол дај да видиме зашто се задолжуваш. Ако нема трошење, нема ни да има раст на брутопродуктот. Значи, ако се задолжуваме за капитални инвестиции, кои што ќе генерират нови вредности и при тоа ќе отварат нови вработувања, но од друга страна ќе се сервисираат и обврските што ги има државата наследени, по основна разни кредити, кои што за жал во последно време и не се бира по која цена и се зимаат, а при тоа опозицијата се обвинуваше зашто таа влијаела да цената на кредитот биле многу скап. А каде е вината на таа што доведувала до тоа да целиот народ се буни за таа работа? Кога цело време стопанството, односно бизнис заедницата, велеше внимавај зошто се задолжуваш. Ние знаеме дека еден период дури Светската банка го охрабруваше нашата земја за да се задолжи. Може да се задолжи. Односно, ете некои критериуми,
до која мера може. Но кога ја виде на што веќе се троши, тогаш веќе и таа почна да алармира. Така да ние веќе имаме наследени некои работи кои што треба лека по полека да ги излечиме. Но тоа не може да се излечи со конзервирање. Ние доста се задолживме, не смееме да се задолжиме, ние ќе мора да се задолжиме, но при тоа многу внимателно и домачински да работиме. А при тоа транспарентноста треба да биде на највисоко можно ниво со сите и со граѓаните, но тука доста голем удел ќе имаат и медиумите кои што треба навистина правично да постапуваат и да ја елаборираат оваа тема, без при тоа да глорифицираме или пак оцрнуваме. Ви благодариме за советите и ние некој совет од вас да добиеме. Јакимовска, го делите ли овој, да го наречам, реален или полуоптимизам во иднината на наредните неколку години, Што да би речем, во биле ние бизнисот? ако не сме оптимисти? Не постои ништо подобро од оптимизамот, меѓутоа секогаш треба да биде воспоставен на реални норми. Треба да знаеме, ја секогаш велам, треба да знаеме колкава ни е чергата. И многу клучно, еднаш кога ќе ја дефинираме чергата, да не излегуваме надвор од чергата и се сложувам дека треба да се работи домајчински. Го поздравувам поздравувам иницијативата на нашиот министар за заменување на скапи со ефтини пари, тоа е една од нормите, а во однос на ликвидноста имам свое мислење дека да, секоја компанија која што е во развој, секоја држава која што е во развој, е невозможно да опстане или да го направи тој развој со сопствени средства. Тоа се средства на слободните пари кои што ги има премногу. Дури некаде и луѓето и плаќаат за истите тие пари да бидат санирани и сочувани. Ја користам оваа прилика да се обратам до банкарскиот сектор на нашата држава, пореално да пристапува во однос на партнерските односи спрема своите партнери, тоа е бизнес секторот со поголема доверба, нормално дека имаат одреден степен на ризик кој што треба да се процени и да пласираат што можно поевтини пари, тоа ќе биде страшно потребно во овој временски период каде што ликвидноста на голем број компанија е намалена, се со цел за да може да се врати енергијата нивна назад и да се воспостави оптимизамот на реални норми. Благодарам. Ивановски, во однос на работникот? Знаете, цело време инвестиции кажуваме и 20 години, меѓутоа во тоа ништо. Значи, ако работников има 500 евра плата и ако 700.000 работници ги трошат тие парите и инвестициите. Значи, мора да дојде до враќање на правата на работниците кои што се во важност во Европската Унија. Сакаме да влеземе во Европа, према тоа сакаме европски наставници. Мора да бидат платени тие луѓе. Значи, враќање на оние права кои што беа во изминативе 11 години ускратени. Ова плата што ја зборуваме, како плата ја крстуваме, минималната плата, повлече практично, значи, ако беа тие професори Славески, што го снема заден министер, како се викаше, го заборев, речи го од универзитетов, и Груевски, повлекоа све назад. Затоа што со странци сме правеле муави, па биди вика, вашава држава утврдила 10.000 или 8.000 плата, зашто јас да им дадам 15, 20? И нормално, ја да сум таква логика. Хитно, морат оваа држава сега да кажи дека растот на животните трошоци доведоа да платата, минималната плата биде 15.000 дарчиња. И втора работа, да бидејќи негов градија, 90% од компаниите, па и државата, храната и превозот, знаете, јас од Ѓорче треба да отидам во Драчево, ја треба да дам 150 денари по превоз, 20 дена по 150, 3.000 дарки се. Па ја од 12.000 плата ми се симнувам на 8. И уште 4 за храна, која е мојата плата? Значи, ова мора да го врати манџата, што викаме ние работнички, мора да им е врати на работници за да можат да работат. Можда некој вградиле, ама не вградиле никој. Знаете, ако ја имам 18.000 дарки, пример, работи во државна администрација, зема 18, кај му е нему овакво, а има коефициент 3. Еве ги коефициентите, министре. Погледнете ги. Значи, ако некој има 12.000,
пута 36.000 треба да му дадете. Груевски вика, нема пари, достати, јаде, ќе вработам по овака или по оваа линија за да ми гласат. Ево и би завршил на крајот. Ја би му го дал на министерот овој општ колективен договор за јавен сектор, ги третира сите работници, кој е фрлен сега, да речам, никаде, бидејќи тие многу јаки синдикати, Дојчин, Цветановски, Раско, Мишковски, со ВМРО, ДПМН го исфрлија, да за брзо време си го подпишат и на овие работници што им следуваат правата, да си земат К15, да си земат други трошоци на доместоци, само во тоа ќе верувам, значи ако се подпишат папири и ако почнат правила да важат за сите. Ви посакувам успех во идните преговори што ќе ги имате со владата и со бизнисот. Овде сакам да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија пред да ја одјавиме. Која реално ќе се види представата каде ние ќе стоиме и која ќе видиме која ќе биде приходот на додатната вредност на вреднувањето на работната сила, се со цел да се вратат истите пари во општеството, тоаш би можело да се направи некој ребаланс реален за иднината на Македонија. 2000 година беше подпишана спогодба меѓу владата на Република Македонија и Сојуз на синдикати. 5060. Со тие 5060 се купуваше 180 шишиња масло и башка се исплаќаше 5000 дарки храна и превоз. Значи сегашната плата и минимална и било која е помала од 2000 година. Кога имаме болна економија, значи станува збор за болест одредена, која што бара диагноза. Секако ние алудиравме на многу нешта, но се уште не знаеме, јас претпоставувам дека ни министерот не знае децидно колку е болна ова наше стопанство. Ние направивме уште веднаш проекција за потребите на буџетот до крајот на годината и според проекцијата со оние очекувани приходи, пред се од даноци, но и неданочни приходи, а пред се главниот полноч ДДВ-то, значи ние сметаме дека буџетот ќе може да се ги сервисира редовно своите обврски до крајот на годината. 24 отворено со Тевдовски, Јакимовска, Јовановски и Медерес Кучи. Ви благодарам многу што бевте вечерва мои гости. Речиси 2 часа дебатиравме за економијата, бизнисмените и синдикатите наспроти власта. Ви благодарам и останете со програмата на телевизија 24 и благодарам се разбира и на публиката присутна во студиото. Пријатно.